Дечко, враќај се бе вамо, ајде, не знам да пливам но таму, ало? Си, сино, вие ли сте спасавачот? Да, јас сум. Зашто? Маш не се дави онамо, бе, молам за помош, бе, молам. Кај се дави, бе? Помагајте, бе. Добро, значи вака сега, карши во бараката ќе отидете. 2 слики од давеникот и барање ќе поднесете кај колешката Бети. Само видете 11:30 да не е на пауза на доручак, ако не после пауза да поднесете. Од какво барање, бе, молам, одете ќе се удави човек. Ама господјо, јас ако ги пуштам вака сите преку ред, што ќе биде тука? Гужба, знаете што ќе биде? Нема да се работи. Ама дали разбирате дека се работи за живот? Ама и тука се работи за живот. И јас 4 сати мислите сакам да ги работам. Колешката Бети сака да ги работи. Значи, ајде ве молам таму, кажете му нека почека малку, нека се воздржи од давање, ајде. Да, многу вакви слични ситуации од секојдневието можете да ги пронајдете во видео форма на социјалните мрежи кај Никола Ниџо или Никола Поповиќ. Тој е нашиот соговорник со кој што утрово ќе разговараме за стендап културата кај нас, а можеме и да го најавиме неговото трето шоу годинава, кој сум јас, кое што ќе биде викендов во јавна соба или во Public Room. Никола, многу ни е драго што ти имаме денес во студиото, ти посакуваме добро утро. Дали беше проблем станувањето рано по сабајле или како млад татко? Добро утро и на вас. Фала ви Ги многу знаеш за поканата. предизвиците на родителството. Да. Па мислам дека и ти го одговори прашањето, си ги знам предизвиците. Најпрво тоа што, знаеш, сакам еден саат да одвојам за мене пред да стане, нели, тој мал криминалец, како што јас го викам. Така да станувам доста рано, некој еден саат кафето се пие, додека да стане она, бидејќи кој ќе стане детето, веќе почнуваат обврските на големо. Значи секојдневно го уживаш тој еден час? Па гледам да го уживам, да. Знаеш Браво. како овој период кога веќе се темници на кај 5:30-6, многу е тешко да станеш. Ние стануваме секојдневно, така што Да. тоа е тоа. Сваќате за што зборувам, ама еве сопругава среќа навива еднаш аларми има 6 пати повторување, па така да тоа ме буди, лесно се будам. Да, и многу ни е мило што ете за прв пат си во утринска на Телма. Да, за прв. Наша можност тука да се посмееме во студиото и се разбира да ги расположиме нашите гледачи и да зборуваме на тема која првенствено и во нашето општество е неопходна. Ако зборуваме за хуморот, за смеењето, за наоѓање причина во секојдневието да се насмееме, а за среќа имаме вака талентирани млади ликови или успешни во она кое што го работат, содржините кои што ги нудат и на социјалните мрежи и во стендапите, за да ете може да се разубави сечија секојдневие. Бидејќи си за прв пат и мене лично ме интересира, ќе се надевам и нашите гледачи, малку ќе се вратиме назад, односно за тоа кој е Никола и од кога почна цела оваа идеја или цела оваа инспирација кога зборуваме за ете и ваквите содржини и идеите кои што секојдневно ги добиваш од секојдневието. Така, па види, на кратко, Никола е еден, не знам, скромен, обичен дечко што е од Скопје. Од Скопје, да. Потенцирано, затоа што јас мислам дека си од Дохрид. Велиш многу луѓе не те знам зашто, да, многу ме, да. Имаше луѓе што на некои евенти ме среќаваат и ми викаат, па ти тука си, вика, ја мислам од Германија дека си. Добро, дури и за надвор. Да, ме преселија. Таков кирилик од Никола, веројатно. Не знам зашто, дали видеата им даваат некој... Нешто има, да. Да, значи скромен, обичен дечко од Скопје, татко, сопруг, кој на времето, да речеме, се занимава со креативна работа, снимав музика, имав своје студио, снимавме рап песни кога сите беа актуелни. Меѓутоа беше тешко да се успее, сега успеа тој што е упорен, да речеме, во музиката. Па го ставив тоа на пауза, бидејќи дојде, нели, сериозна работа, да речеме, се посветив на некои домашни обврски. Меѓутоа некако исплива пак таа креативност, како што викаат, чудни се господовите патишта, не знаеш од каде ќе отиде. Како што имам кажано до сега, случајно на плажа ми се има случај на првото видео во Грција, каде што многу ми беше смешно кога нашиот македонец пробува да се адаптира на тоа српско зборење и на србите и звучи премногу смешно и некако сакав да го преточам во видео. Се работеше за 15 минути за марање, да кажам, што прерасна за 6 часа во 100.000 гледаност и од буквално 200 следбеници кои што ми беа сите познаници кои што ги знае. Порасна бројката на 1000 и сега сме до тука кај што сме. Не само таму почнав. Никола, ова е само добар момент да го потенцираме баш тој важен сегмент во твојот живот, дека кога
кога тогаш поривот внатре што го имаме, ќе исплива Така. на површина, Да. веројатно таа креативност или визија што сите ние си ја имаме во себе, никогаш не е доцна, нели, кога тогаш во Никогаш, животот да, нема правило. да започнеме да ја преточуваме во реалност. Тебова ти се случува во 30-тите години и на добар пат си, Да. заради тоа што некако стендап сцената во нашата земја е во подем, ќе се сложиш. Да, да, и дефинитивно. веројатно тоа не ти е негативен момент во смисла дека многу конкуренција, претпоставувам дека на позитивен начин го доживуваш. Не, види, конкуренцијата според мене мислам дека е здрава во било кој сегмент, нели, од животот или работењето, било за што да се работи. Посебно ми е мило што сега се случува во стендапот цело време да има некакви евенти, да излагаат и нови артисти, мислам, јас сум буквално нов, што сум скроз на почеток, не можам да кажам, јас успеав или не знам Да. што, но скроз сум на почеток, се уште учам, се уште се запознавам со публиката, односот со публиката и слично, меѓутоа, како што кажам, мислам дека сум на добар пат и сакам да ставам фокусно. Настапот на јавна сцена е многу поразлично од кога Многу сопругата поразличен. ќе те сними, Да, нели, на видео. Многу е поразличен кога публиката ти е еден човек и кога Да. публиката ти е 150 луѓе кои што треба да ги Да. насмееш. И кога си пред публиката во живо. Да, Така. еден стендап комичар кај нас, пред известен период вака кажа, ако првата смешка помине, добро ќе оди шоуто, ама ако првата Да, да. не е добра, не е препознаена, веројатно и кај вас ќе се јави некоја мала трема или не Тоа знам, е- тоа е блокада, дали сме на правиот пат. Како ти се справуваш со сценариото, со публиката, со сите тие вперени очи во тебе кои што дошле вечерта да се насмеат, така? Да, Така, Значи, да. Види, тоа го очекуваат. таа трема, според мене, мислам дека секогаш треба да постои. Значи, истакнати стендап комичари кај нас истото го зборат, како што можам да видам и по интервјуа, дека не можеш да немаш трема. Значи, 150 луѓе дошле да те гледаат и тоа да речеме 150 луѓе, имаш сали кај што имаш 5000 луѓе. Тоа е веќе сосема друг филм. Меѓутоа, 150 луѓе дошле тебе да те гледаат и секако таа трема мора да постои, бидејќи чувствуваш некоја одговорност. И исто се сложувам и јас. Мислам дека првите 5-10 минути ми се клучни секогаш. Дури тоа го имам приметено и по видеата кога ќе си го гледам настапот да видам што треба да сменам, што треба да коригирам. Дека првите 5-10 минути, значи јас малце ја запознавам публиката и они малце ме запознаваат мене и веќе после почнува тоа да се иде гладко, веќе и они ме знаат и јас ги знам. Го следиш строго сценариото или ако има некаква Не. ситуација со публиката, па пошто тоа нели се прави со искуство, како велат. Да. Сценариото ми е само еден патоказ, нормално, бидејќи конкретно овој настап сега што го имам е цела приказна, каде што треба да има почеток, нели, средина и крај. Меѓутоа, секако се случуваат и спонтани моменти, не знам дали некој ќе стане до веце, дали некој зборува со жена му, па ќе го закачнам и слично, меѓутоа како што кажа, тоа се доаѓа со искуството. И се повеќе и повеќе имам некоја таква интеракција што многу ми се допаѓа и затоа некој од настаниве што ги имав, иако ми беа планирани да траат 1 сат, траја дури сат и 40 минути од што се задржавме. Имаше убава Заради енергија. добрата енергија. Да, кога те понесува добрата енергија, веројатно и времето и брзо поминува или немаме Така. чувство колку поминало време. Тоа значи дека работата е задоволство и меѓу другото тоа е и дополнителна инспирација. Точно. Како што и моменталната инспирација од самата публика, веројатно доживуваш моментални инспирации во секојдневието и Точно кога така. ќе ги доживееш, тогаш го создаваш, ја создаваш содржината која што меѓу другото се Баш наоѓа и на твоите платформи. Сега кога зборуваме за самите инспирации и за начинот на кој што тоа го правиш, кога најчесто забележуваш или од што најчесто забележуваш дека имаш голема инспирација? Види, барем кај нас, за среќа или за несреќа сме таква држава што каде и да се свртиш имаш инспирација. Да. Значи сега да отвориме вести, ќе најдеш нешто. Само треба да бидеш креативен, нели, и да ти така. лежи тоа. Јас секогаш гледам да е нешто што мислам дека, да речеме, ќе биде кај публиката, мислам ќе задржи многу големо внимание. Никогаш не ставам содржина ради реда. И сега во последен период сите ми пишуваат, ајде многу малку видеа ставаш, многу малку видеа, сега повеќе дека стави фокус на стендапот, меѓутоа да прочиташ во еден маркет, таму маши жена да слушнеш како се кара, зашто се кара, дали за 5 денари разлика, дали за 3 денари разлика, дали се тоа македонци во Lidl кога купуваат крофни или слично, дали ќе отидеш извод да извадиш денеска, па не може да ти извадат, јас грешил буквата, па не може сега на ручек е он искочен и тоа треба да го прифатиш нормално и слично. Сега да имам инспирација. Само секогаш гледам да е нешто што
нели не вирално ќе отиде, меѓутоа целата, да речеме целата држава ќе има интерес во тоа, не правам видеа само да не знам за информатичари или за не знам што. Буквално секојдневни. Да, можеби некој ќе рече звучи клише, но не е клише, е голема вистина дека една од најтешките работи е да се насмее публиката, особено ако работиш таа работа и да ја одбереш и темата, но и она кое што нели меѓу другото така ќе го доживее барем поголемиот дел од публиката и да не го носиш сомнежот дали ќе се успее или не, туку да го чувствуваш внатрешниот инстинкт или интуиција како велиме. Веројатно тоа го правиш заради тоа што така и успешно изгледа, но ако зборуваме и за стендапот кој сум јас или самата тема која што ја има стендапот, тогаш од каде и инспирација за ово, односно за што се работи од оние кои што биле во претходните, веќе знаат за оние кои што ќе бидат во следниот, веројатно се разбира дека ќе треба да видат, но ние само накратко како една најава. Па види, накратко кој сум јас е приказна која највише ме опишува мене. Значи се работи за факти, случувања што ми се случуваат во мојот живот, значи се работи за текст што е 100% вистина, нема ништо измислено. Значи све се тоа реални случувања каде што во првиот дел откривам кој сум јас, што ми се случува мене, се враќам наназад од каде сум дошол, значи што ми се случувало све во животот. Па идеме на кај вториот дел, уствари да се видиме кои сме ние македонците. Дали треба да се вратиме од коренот, да видиме кои сме ние, за да дознаеме уствари кои сме самите себе си. И така на крај носиме еден заклучок и мислам дека е многу интересна приказна од самиот почеток до крајот, едно убаво возење со вклучена публика, нели тука кај што низ реални примери некој ќе се препознае или ќе дознае можеби кој е самиот тој. Меѓутоа на крајот на настапот тоа им го викам дека сега викам сигурно ни вие не знаете кои сте после. Така да нема да откривам повеќе, најубаво е еве и вас ве поканувам доколку сте слободни во недела слободно. Но дојдете и да видите за што станува збор. Да, кој сум јас, интересен наслов и накусно ни откри за што станува збор, но дали е Никола домакин како што се представуваш на видеата? Дали чистиш по дома, переш, готвиш, дали сопругата е згрижена? Па види. И дали е тоа одлика на современиот македонски маж, Никола? Па одлика и тоа како, бидејќи македонскиот современ маж полека станува македонска современа жена, да речам. Мојата сопруга е многу заљубена во чистењето. Збориме за во она често чистење. Па така многу се радува еве пред некој ден кога изнајмив машина за длабинско чистење. И мене денот, саботата ми беше така организиран. Се знаеше дека во 10 сат почнуваме, нели доруче кафе да испочитуваме све, дете носиме на чување и ние уживавме се до 12 вечер да го исчистиме целиот стан, иако сме го исчистиле пред една недела. Така да гледам максимално да помогнам во тие обврски, нели колку што ми дозволува времето. Гледаш или мораш? Па гледам бидејќи морам. Бидејќи знаеш како бракот е пак, тоа им го кажував и на стендапот, на крајот од денот, нели, да си искрен еден со друг, така ќе ти биде најлесно и да си помагате едни со други за да ви биде полесно. Бидејќи јас ако ја оставя во саботата да чисти цел ден, јас да си фатев. Имаше проблеми во неделата? Мене неделата веќе ми е како понеделник, да речеме. А и проблематично ќе биде, не за. Да, така да, гледам, мислам да сум, нели, присутен во сите обврски. Да бидете задоволена жената, така сваќам. Да, Никола, некако кога се занимаваш со оваа работа, оние околу тебе, како сопругата, неблиските, пријателите, веројатно, во секоја средба очекуваат по нешто интересно за да се насмеат. Претпоставувам дека такво очекување тоа го има и кај тебе, односно од твоите блиски. Да, више не им се ни очекувања, бидејќи знаат дека како што си зборнавме и пред снимањето, нели цел живот го слушав тоа. Гуд на факултетот, требаше драмски. Меѓутоа пак ќе се навратам на Има завршено правен факултет, Да, дипломиран правник сум. Ќе се вратам на она што го зборнавме преска. Чудни се господовите патишта, нели, ако си креативен и ако си упорен, бидејќи јас можеби нема да звучам скромно, меѓутоа јас пред 15 години, 18 кога снимавме музика, јас знаев дека ќе испливам некако, меѓутоа на крај памет не мислев дека вака ќе испливам. И затоа викам, нели, цел живот го слушам тоа гуд на факултетот, нели, секоја фамилиарна седенка ни е на смеење. Гледам да е секоја што позитивно, знаеш, оптимист сум во секоја ситуација, нема за мене, не може или нема да биде или не знам што, затоа и на ова сум решен
и да успеам, дали е стендапот, нели риловите. Сакам да се вратам малци на музиката, да видиме меѓутоа со темите на видеата што ги објавувам, бидејќи мислам дека кај нас нема некој кој што направил песна, да речеме, за сна и свекрва или слично, и мислам дека ќе биде и тоа интересно, па така да ќе видиме. Полека, како се вели, чекор по чекор. Да. Никола, освен што уживаш во сопствените стендапи и настапите каде што ќе засмејуваш публиката, дали ќе биде тоа во живо или онлайн, верувам дека ја даваш поддршката и на другите стендап артисти. Претпоставувам дека си во добра комуникација, затоа што мене ме радува кога гледам дека едни со други се поддржуваат и тоа е добар момент. Но прашањето ми е во кој стендап шоуа од странски артисти ти уживаш, кои ти се како рол модел, ако можам така да кажам, и со кои од тука, да речеме, еве си во добри односи, беше, не знам на кое последно стендап шоу можеби беше кај нас? Види, од странските гледам, не дека многу се угледувам на нив, знаеш како нивниот хумор е малку поспецифичен и е наменет за една друга публика, што пример тоа да го пробаш тука, мислам дека нема да успее, Сега, знаеш, интересно е да ги гледаш бидејќи ќе научиш, не знам, движење на сцена, интеракција со публика и слично. Джим Џеферсон сега доаѓа во декември, тоа ќе биде одличен настан, пример него исто сум го пратил, сум го гледал и сакам, мислам ќе одам најверојатно да го гледам, а од домашната сцена сега последен пат бев на Модернизам и Ренесанса. Мислам дека Дуци е еден од, не знам, од одличните артисти тука кај нас, што буквално на неговиот стендап ја плачам од смеење, што пример ретко ми се случува да се насмеам, да речеме на некој, не знам, мислам се смеам, окей, имаат сите супер материјали, меѓутоа не знам дали е он бидејќи е некако сериозен и знаеш она што ќе го извади од него. Така да ужива во 2 часа прекрасен материјал, мислам до солзи. Така да он ми е, мислам, еден од најголемите, не да речам фаворити, меѓутоа најомилените артисти тука на нашата сцена. Да, и овие генерации или сите ние треба да сме задоволни што имаме такви успешни млади луѓе кои што навистина знаат од срце да насмеат македонската публика, кога комичар, односно, комичар, стендап комичар, ќе насмее друг комичар, тоа значи дека се завршил работа. Сосема успешно го прави тоа. И ако онако што можеме на крајот да го препорачаме, а во исто време и да ги поканиме нашите гледачи, оние кои што сакаат барем од оние карти кои што се останати, бидејќи има интерес и тоа се забележува, да можат да дојдат во паблик рум и да уживаат во уште едно ново издание на стендапот кој сум јас. Така. Да се дознаеме кои сме, ако можеме на крај. Ова ќе биде, Никола, последен настап за годинава со ова шоу или можеби Па не верувам дека ќе биде. Сакаат да се смеат. Не верувам дека ќе биде последен настап. Минатата недела бев во Охрид. Моментално работам на тоа да прошетаме со настапот низ Македонија по градовите, бидејќи има заинтересираност. Па после, здравје Боже, на пролет ми е план можеби да искочиме малци од државата, така да ќе видиме. Да, рековме чекор по чекор, на добар паци. Охриѓани добра публика? Предобро. Значи, јас не бев спремен за толку добро гостопримство. Шала на страна, нели, шалите Скопје, Охрид, меѓутоа беа фантастична публика. Да, еве, кога одиш во други градови или нели во иднина ќе одиш, гледаш некогаш сценариото да се адаптира и на тамошниот начин на живот и култура? Па гледам, меѓутоа, еве, сега во Охрид не гледав тоа да ни е као главен фокус. Значи, една шала е сосема во ред, чисто за запознавање и после си го тераме сценариот, каде што се познаваат сите во него. И каде што треба оригиналност нормално. Ти благодариме многу за гостувањето и што откри дека си од Скопје, да нема веќе дилеми, да се расчисти. Да, се гледаме на твојот стендап и дај Боже да ги имаш што повеќе и следната година, затоа што факт е дека на сите нас ни недостига смеа. И продолжи да не смееш така како и досега. Благодарам, да, ќе дадам се од себе. Ти благодариме. Фала ви. Да, некаде пред крајот, не знам колку еве сега ти со ќеркичката си имал можност на Златно Славиче да поидеш и да дома се слушаат детски песни. Се слуша, да, мада гледам дека меша жанрови. Слуша македонски народни музики, слуша некои детски цртани, значи многу е активна на тоа поле. Едва чекам да напуни уште една годинка за да запишам негде да игра или да глуми. Сега колку имаше годинки? Сега во декември полни 3. Супер. Има време? Да. Ќе се кристализира жанрот.